Вработените во јавниот сектор нема да можат да одат на работа невакцинирани. Ке треба да покажат сертификат за примена барем прва доза вакцина или на свој трошок ке мора да се тестираат. Ова е предлогот на Комисијата за заразни болести што ќе се достави до владата. Освен за јавниот сектор, истите мерки предлагаат да важат и за приватниот. Комисијата предлага и вакцината да биде задолжителна за сите здравствени работници. Ова е една мерка со која што сметам дека значајно ќе се зголеми опфатот со вакцинација. Во овој момент, после оној мини пик кој го имавме пред неколку дена, кога се преполнија за неколку денови сите активни ковид центри во Скопје, ситуацијата делумно спласна, но пред нас е сезона зимска, пред нас е сезона на грипови, на настинки. Има пациенти кои што заболуваат и од други сериозни болести, мора да мислиме и на нив, не може да се занимаваме само со ковид и не може да правиме само ковид центри, мора болниците да работат и за другите болести, за другите пациенти. Оваа мерка верувам дека ќе го зголеми опфатот со вакцинација и дефинитивно ќе се намали бројот на заболени од ковид. Во овој момент болниците ги преоптоваруваат пациентите кои што се заболени од ковид, а кои што се невакцинирани, тие се негде близу 80% од вкупниот број на ковид пациенти кои што се лекуваат во нашите болнички. Комисијата предлага да се ажурира процесот за контрола на сертификатите од страна на МВР и на пазарниот инспекторат, односно преку достапните апликации и QR кодовите на овие апликации да се проверува дали сертификатите што ги приложуваат лицата се валидни. Ние ќе препорачаме да има одговорно лице, кој што одговорниот во институцијата ќе го назначи да тоа го прави во смисла на контрола на самиот влез во институцијата. И овие електронски алатки ќе овозможат тоа да биде брзо и да биде сигурно. Тие нови казнени мерки кои што ќе се однесуваат и на физичките лица и на правните лица кои што треба да ги спроведуваат, ќе ги дискутираме на седницата на штабот и на следната владина седница. Сепак ние се задржавме и ги дискутиравме овие аспекти од епидемиологијата и делот на менеджмент на болниците. Доколку се усвојат мерките од владата, ќе има рок од 10 дена додека стапат на сила, а здравствените работници ќе имаат рок од 30 дена да се вакцинираат.